издание. Протестите во САД главно мирни. Демонстрантите и натаму на улиците не се откажуваат од барањата за промени по смртта на Џорџ Флојд. Произведен нов тест кој покажува како те клетките во човечкото тело реагираат на COVID-19. Додека се бори да спасува животи, здравствената индустрија во САД е една од најтешко погодените од пандемијата. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Започнуваме со најновите вести. Протестите во САД главно беа мирни во вторникот вечерта во градовите низ целата држава, додека луѓето продолжија да го изразуваат своето незадоволство по смртта на Џорџ Флојд. Демонстрантите мирно протестира и покрај полицискиот час во некои области, вклучително и во Њујорк, каде стотици луѓе останаа на мостот Бруклин неколку часа откако маршираа од страната на Бруклин, обидувајќи се да се движат кон Менхетан, додека патот беше блокиран од полицијата. Во Атланта полицијата користеше созавет за да разбие стотици луѓе кои останаа на улиците и по почетокот на полицискиот час. Полицајци биле видени како приведуваат луѓе во двата града. Associated Press извести дека полицијата уапсила најмалку 9300 луѓе во целата држава во текот на изминатата недела. Стотици луѓе останаа и за време на полицискиот час во паркот Лафајет наспроти Белата куќа во Вашингтон, каде што синоќа беше многу потивка од претходниот ден, кога полицајците агресивно ги растеруваа во голема мера мирните демонстранти за да го расчистат патот пред председателот Доналд Трамп да се појави пред црквата Свети Јован. Демонстрантите кои се собраа во паркот во вторникот извикуваа пароли "Црните животи се важни", "Не пукај" и "Доста е доволно". Тие се собраа пред металните огради поставени за да се зајакне безбедноста во областа. На неколку километри оддалеченост трупите на Националната гарда застанаа на скалите на меморијалот на Линколн, популарно туристичко место каде во 1963-та иконата за граѓански права Мартин Лутер Кинг го одржа својот славен говор "Имам сон". Илјадници луѓе демонстрираа и во Лос Анџелес, Мајами, Хјустон, Орландо, Њу Орлеанс, Сиетл, Портланд и други градови. Човечкото тело се состои од милиони Т клетки, кои што ги препознаваат вирусите и помагаат во борбата против нив. Нови истражувања треба да ја направат борбата против коронавирусот поефикасна. Мачката на Кристи Керас, Фреди, ја чува својата компанија во ова тешко време. Јас бев меѓу првите луѓе во САД, диагностицирани како благ случај на COVID-19. Откако оздраве, оваа писателка од Сиетл сакаше да стори нешто повеќе. Не сакам да давам крв, но среќна сум што го правам тоа за науката. Керас учествува во клиничка студија наречена Immune Race, започната од Microsoft и адаптивни биотехнологии. Главниот лекар Ленс Балдо вели дека тестот се разликува од постоечките. Тие ги следат ефектите на вирусот врз телото. Ние истражуваме какви ефекти има телото врз вирусот. Immune Race ќе анализира како имунолошките системи на различни луѓе реагираат на COVID-19 со проучување на реакцијата на нивните клетки. Тоа се првите клетки на имунолошкиот систем кои реагираат кога сте соочени со вирусна инфекција како што е COVID-19. Идентификувањето на овие први реакции може да помогне да се создаде диагностички тест што го открива COVID-19 порано и поточно од постоечките тестови. Реагирањето на клетките исто така може да даде индикации на истражувачите да создадат подобри третмани и вакцини. Се обидуваме да видиме кои се разликите во реакцијата на имунитетните системи на различни луѓе. Студијата опфаќа 1000 учесници во 24 градови во САД и ќе вклучува најмалку 3000 дополнителни испитаници од Африка и Европа. Коронавирусот погоди многу сектори, вклучувајќи го и здравствениот. Керолин Пресути ја пренесува приказната за американски лекар кој што се борел против вирусот во американскиот епицентар на пандемијата, но денеска е невработен. Доктор Майк Вилсон се врати дома во Тексас. Тој е татко на 7 деца. Тоа е далеку од теренската болница во Њујорк, каде изминатиот месец работел како медицински директор. За прв пат зборуваше за Гласот на Америка кога работеше 5 недели без прекин. Ова ми е 22 ден на работа по 14 часа дневно, без ниту еден слободен ден. Кога бројот на болни од коронавирус се намали во Њујорк, доктор Вилсон се врати дома во неговата болничка група во Тексас, но таму него чекаше неговото работно место.
Бројот на пациенти што имаат потреба од преглед е намален, така што не им треба персонал. Отпуштени се медицински сестри и лекари ни САД. Во април, во екот на пандемијата, приватната здравствена индустрија во Америка отпушти 1,4 милиони работници. Еве како се случи тоа. Кога започна пандемијата, болниците ги откажаа профитабилните изборни операции за да направат простор за пациенти со ковид. Помалите болници кои веќе се борат финансиски беа притиснати до работ. Покрај тоа редовните приеми во итните медицински служби значително опаднаа, бидејќи американците се плашеа да влезат во објектите каде се лекуваат пациенти со COVID-19. Со тоа што пациентите ги избегнуваат службите за итни случаи, се намалуваат и приходите, а болниците го намалија персоналот. Некои рурални болници сега работат со 1 или со 2 лекари во службата за итни случаи. Доктор Кей Муди ја основаше МДОКС, група од 23.000 лекари за итни случаи. Таа вели дека нејзините членови ризикуваат да бидат отпуштени, доколку се жалат дека нивните капацитети се недоволни. Предлог законот за помош од 2 трилиони долари на погодените од пандемијата донесен во март обезбеди 100 милиарди долари за болниците да ги надоместат изгубените приходи. Но тоа не му помогна на доктор Вилсон, кој ја дотерува својата биографија, првпат во последните години. Американскиот актер Брајан Мичел 2 седмици се борел со ковид. Денеска со песна им се заблагодарува на здравствените работници и на сите оние што се борат против пандемијата. Јас сум медицинска сестра од Алабама, сестра во ургентен центар. Дојдов на посета, останав 13 недели. Сега работам во болницата Метрополитен во Источен Харлем. Секоја вечер во 7 часот. Сите ги храбрат работниците од првите редови, а еден господин со прекрасен глас излегува на балконот и пее. Доаѓам тука веќе 5 вечери. Имам дојдено 10 пати, може би и повеќе. Hi, I'm Brian Stokes Mitchell. We are here on the Upper West Side of Manhattan. Здраво, јас сум Брајан Стоукс Мичел. Овде сме во горниот дел на Манхетан. Идејата да пеам на балконот дојде спонтано. Боледував од ковид 2 недели. Вирусот се прошири на моите бели дробови. Една од работите што ги правев за да ги вежбам белите дробови беше пеењето. По некое време можев да пеам без да кашувам. И тоа се случи една вечер додека бев крај прозорецот, бидејќи секоја вечер бев на прозорецот за да аплодирам за здравствените и за суштинските работници. И си помислив, овој пат ќе испеам песна. Така се започна. The Impossible Dream is a bit of a signature song for me because I played Don Quixote. Невозможен сон е значена песна за мене зашто го играв Дон Кихот на Бродвеј. Сега привлекувам публика од улица, но не сум тука да пеам за нив. Тука сум да пеам за да им се заблагодарам на оние кои се на суштински работни места. I live right upstairs and have been listening. Живеам горе и го слушам Брајан Стоукс Мичел веќе 2 седмици. Многу инспиративно. Значено е тоа што тој самиот го има прележано вирусот и сега и враќа на заедницата. Луѓето се чувствуваат малку подобро во тие минута 2. Инспирирани се и си велат ќе го пребродиме ова. Сакам да ви се заблагодарам на сите што дојдовте. Благодарност до полицајците, до пожарникарите, до вработените во јавниот транспорт, до доставувачите, до сите луѓе, до вработените во итните медицински служби кои овозможуваат Њу Јорк да продолжи понатаму. Се надевам дека сите ќе продолжат да аплаудираат и да ги бодрат оние кои во овие моменти работат напорно. Секоја вечер во 7. Ви благодарам на сите. Останете безбедни, продолжете да се сакате. Thank you, everybody! Вие го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Гледајте не утре во истото време.